Денес утрото го започнуваме со радиоводителката Сања Стојковска, која работи како радиоводител околу 14 години, но воедно и зумба инструктор повеќе од една деценија. Во продолжение се разбира дека ќе слушнеме нешто повеќе за нејзината кариера како радиоводител, но и кои се оние најважни придобивки кога станува збор за практикувањето на зумба. Сања, добро утро и добро дојде во нашата утринска емисија. Добро утро, кај нас добар ден веќе на радио. Како ти стартува вообичаено денот, дали можеби со кафе, во тишина или пак со музика? Двете. Почнува со станувам, мислам дека уште ги немам измијани очите, станувам прво кафематот го пуштам, кафе ставам, музика обавезно и си ги имам тие утринските ритуали сега, нели? Книга некогаш не секој утро, мада се трудам, барем по 5 страни. Другото, така, вообичаено првите половина час гледам да се за мене. Телефонот ми е на silent. Кога се будиш рано наутро? Па 7:15 веќе некаде сум будна. 9 часот ти започнуваат работните? 9 сум веќе на радио живо. Како ја започна твојата кариера во Сити радио, односно како ја започна кариерата како радиоводител? Ќе го викнем сега Викса да ти раскажа како беше таа ситуација. Го имам кажано неколку пати, ама вака некако на кратко ти го кажам. Се случи зозема спонтано. Сити радио има аудиции за нови водители. Јас не се пријавив, мислејќи дека не треба да имаш некое факултетско познавање, некоја диплома. Меѓутоа кај нас тоа нели не е баш така. Се сретнам посебитно сосема случајно, Викса беше на другата маса во едно кафуле и наеднаш вака го спушти весникот, ми се свртам и рече: "Извини девојче, кај што работиш, што слушаат ли тебе?" И ја го погледнав, не. Викам: "Газда таму, обично јас него го слушам." И ми рече: "Имаш супер глас, сакаш да дојдеш во радио да те слушнеме како ќе звучиш на микрофон?" Океј. Дојде во Сити радио, ме слушна нели како звуча на микрофон, ми рекоа: "Океј, супер звучиш, имам многу работа со тебе пред да станеш радиоводител, ама некако накратко така почна приказната Сања во Сити радио." Сења, исто така ти си зумба инструктор. Зошто токму зумба, односно кога забележа дека имаш талент за танцување? Па да, ако кажам дека јас сум забележала дека имам талент, тоа малку така симпатично звучи. Јас забележав кога забележаа другите, односно кога забележа браточетка ми која што ми рече: "Океј, имаш слух, сакаш да гледам", дека бидејќи одев на зумба часови. Траеше тоа некое време пред да се одлучам да станам инструктор, односно пред да се одлучам да бидам лиценциран инструктор, да полагам испит за истото, ама некако од секогаш ме лечела музика, танц, познавајќи се себе си дека 8 години пеевка и заpravo уште од основно одделение. Природно ми дојде нели да некако само продолжам со музика да се занимавам, па на крајот денот се има радио работа. Генерално колку калории се трошат во еден час поменат во зумба? Па минимално некаде околу 450 калории, па нагоре се зависно од интензитет на тренингот. Ама 400-450 калории сигурно ќе ги потрошите без разлика и да дишеме само и да вежбаме најлесни вежби. Кои се оние најважни придобивки од самото практикување на зумба? Па прво е дека еве ќе тргнеме од девојките кои што доаѓаат кај мене на зумба, морам да ги поздравам, кои што викаат првата придобивка е дека излегуваме не само полесни, нели како во килажа, туку излегуваме полесни во умот бидејќи се опушташ. Самиот начин на вежбање бидејќи со музика придонесува да биде тоа некако на еден начин по не знам, да го изнесеш стресот, а да не го не почувствуваш тоа дека се случува еден час. Покрај тоа што е убаво, нели, симпатично бидејќи е со музика, има придобивки нормално на обликување на телото, на мускулатурата. Тоа зборувам ако вежбаш константно и редовно, нели, тоа не се случува преку ноќ. Што значи константно? Константно е да доаѓаш, јас имам девојки кои што ги викам камперски вежбачи. Вежбаат 3 месеци, па ги нема 3 месеци, па ќе додат 2 месеци, па почнуваат одмори, па зимски празници. Кога вежбаш во континуитет секој месец, тоа значи 2 пати, 3 пати неделно, веќе имаш резултати на одреден период. Инаку се останато е таман си почнал, ќе застанеш, не е тоа. Ќе имаш резултати и така, ама е многу потешко. Да, континуитетот е многу важен, особено вежбањето. Па и во се друго. За кои генерално ја препорачуваш зумбата? За сите. За сите? За сите. Јас сум видела многу мали девојчиња кои што ми ги носат, например, мајките со своите ќерки доаѓаат, девојчиња од возраст од 8 години, 9 години, нели? Па и 7 години, најмалите џивџаните некогаш доаѓаат да бидат тука во сала да ни прават друштва, до возрастни жени од 65 години кои што вежбаат и кои што воопшто не им е тешко. Се прилагодуваат вежбите. Луѓето сметаат дека ако тоа тренинг за сите ист, дека
не може да го постигнат. Јас секогаш кажувам, интензитетот што ти ќе го дадеш на тренинг е само твој. Јас не можам да ти наметнам ништо. Јас можам да направам еден тип на тренинг и тоа да го прилагодиме за сите. Освен тоа што делот нив не одат редовно на Така. зумба, кои се оние најчести грешки кои што ги прават при самите вежби? Па најчестите грешки кога не ме слушаат, кога викам во сала, ама сериозно, инструкторот за тоа е ставен. Тоа не значи дека ние сме попаметни од другите, туку дека имаме некое признање и дека сме работеле на тоа. Конкретно за себе ќе кажам дека 12 години работам на тоа за да бидам се подобар инструктор и секој ден учам нешто ново и од девојките и од други инструктори. Меѓутоа најчестите грешки се можеби неправилното дишење, заборавањето дека треба правилно да се дише, тоа е 50% од вежбањето. Вежбите кои што ги терам правилно да ги прават, бидејќи иако е танц, тоа е сепак фитнес на крајот на денот и многу лесно може да дојде до повреда ако не одат по насоките и инструкциите кои што јас им ги кажувам. Пак ќе кажам, не сум тука за да глумам паметна, туку тоа ми е нели професијата кога ќе влезам во таа сала таму. И најчестите грешки е кога многу од девојките, новите девојки кои што ми доаѓаат и жените, често знам да ги слушнам, јас после тренинг не јадам. И тоа е многу голема грешка бидејќи мускулите работат следните 2 часа и е многу важно да им дадете храна, односно кога работат да имаат што да трошат. Тоа значи дека не смеете да се оставите после тренинг да не јадете. Мора да им го дадете зависно нели која ви е идејата со телото да ја направите, дали мускули, дали тежини така натаму, зависно од тоа, мора да му дадете исхраната на телото. И тука се на пример ајде да ги издвојам тие некои грешки, условно кажано, кои што знаат да ги направат. Ете, накратко ќе прашам, напомена доколку се непослушни дека може да дојде до некоја повреда. Има ли често такви случаи? Кај мене за среќа не, нема, меѓутоа знам случаеви. Сега можам да ти кажам дека 2-3 пати можеби се случило нели да ја свиткаат ногата или раката и сами да кажат да не беше стегнат мускулот бидејќи секое едно неправилно држање на телото може да доведе до повреда. И јас често знам и да ја исклучам музиката драматично и да застанам на час бидејќи сериозно јас се плашам, одговарам за тие луѓе на тренинг. И мора се почитуваат некои правила, без разлика која возраст сме. И не се случува често, се случува 2-3 пати, сега никој не е безгрешен, меѓутоа најчесто е тоа да речеме некоја минимална повреда каде што разговараме после на темата нели ама нити е стегната ногата, мускулите на стомакот, мускулите на раката и така натаму и самите знаат да кажат да, во право си се опуштив или размислував на нешто друго. Тренингот е за опуштање, ама мора да се фокусира на тоа што го вежбаш. Сања, ти благодарам многу за одвоеното време и за првото испиено утринско кафе. Ти благодарам и на тебе.